да го земеме за пример Трамп и неговата реторика. Јас лично не сум убеден дека тоа што го говореше во кампањата, дека де факто ќе го спроведе од прво до последно за време на неговиот мандат. Како што кажи ти, самиот тука станува збор за нешто друго, многу поосетливо прашање. И господинот Зоран Заев и да го смета тоа како само една обична реторика, кога веќе сте го отвориле тоа прашање, ќе мора да го спроведете доколку го добиете, нели, мандатот. Не можете да ветувате, значи не ветувате вие раскинување со некако што ветуваше Трамп, не знам, ќе им градам ѕидови, ќе правам ова, ќе правам она, а после окей, не се важи. Тука станува збор за етнички прашања внатре во државата. И доколку вие тоа го поставувате како предизборна реторика само, доколку дојдете на власт, албанците ќе ти кажат окей, тоа што го зборуваше за време на кампања, ајде сега седни на маса да го спроведеме. А тоа е реално неостварливо, затоа што ќе проđe се судриш со другата голема етничка заедница. Сега, знаете како сите ги забораваат македонците во целава приказна, кои се мнозинство во оваа држава. Сите гледаме албанците, сите ги забораваат македонците. Што правиме ако искочат тие на улица? При такво нешто не дај Боже ако се случи во државата. Ние немаме попис направено во Република Македонија. Не знаеме колкав е процентот на албанците, колкав е на македонците. И дали е воопшто изводливо тоа што го заговара Заев. Друга работа што заговара, со самото тоа што ги дели, значи граѓаните, македонци, албанци, ние сме мултиетничка држава. Имаме турци, роми, срби, власи. Никаде ја не чув да се спомнат тие. Зошто и ромскиот јазик да не биде официјален во Струмица? Зошто и српскиот да не биде официјален во Струмица? Немој тие идеи да ги даш, ќе му текне да биде родна позиција да ќе. Па сега ако збориме реално, ама тоа е мултиетничка држава, а не сега. Значи он со форсирањето само на македонскиот и на албанскиот јазик прави де факто поделба на ткивото на професорот Сава Кривовски пред некој ден во едно интервју за Сител каже дека лидерот на опозицијата не разликува држава и општество. И веројатно тука е главниот проблем што се појавува кај него. Па може тоа е точна дефиниција од професорот, но историски гледано идејата што ја наметна сега, тој за кантонизација, тоа е кантонизација на Македонија или федерализација. Да, она што го спомна Швајцарија на Балканот. Меѓутоа и по Швајцарија на Балканот на Ванчо Михайлов македонци немало. Нема македонци. Имаме срби, бугари, грци, албанци. Македонија да биде поделена во кантони. Само што неговата идеја е многу по, како се нарекува, мегаломакедонска, зборува за етничка територија на Македонија. Етногеографска Македонија. А лидерот на опозиција реши да прави кантонизација во еден дел. Кантонизација во еден дел, баш така. И сега, значи, идејата е да има, нели, старата идеја бугари, срби, албанци, грци и во зависност од кантонот да си има официјален јазик. Значи, тоа што го заговара сега Заев. И сега дали ние ќе бидеме бугарите во тој случај? Па во Македонија. Дали ќе бидеме ние бугарите или што ќе бидеме докога спроведе таа идеја? Може ќе има право на самоопределување. Бидејќи па не, го гледаме како ни чепки во јазикот. Па таа е таа идеја, ни чепки во јазикот. Што ќе ни направи, ќе ни го измени јазикот? Името ќе ни го смени. Гледате, за идејата Швајцарија на Балканите да се спроведе. Каков е швајцарскиот модел? Во Швајцарија имаме германци, италијанци, французи. Немаме швајцарци како етнико. За во Македонија да се спроведе таа идеја, би требало Македонија да се вика Република Македонија, да речеме, а внатре да имаме албанци, турци, власи, роми, срби и ние кои би требале да имаме друг идентитет. Или да имаме македонци, албанци, турци, власи, роми, но државата да носи друго име. За во кантонизирана држава, името на државата не смее да се спојува со еден од етникумите. Ме разбирате? За да бидат сите подеднакви. Како што беше Југославија. Значи Југославија како СФРЈ, внатре имавме срби, хрвати, македонци, бошњаци, муслимани, не знам, словенци, но немавме ние југословени. Океј, после некој почна да се пишуваат југословени, но де факто како етникум југословени, значи во таква федерација, во таква кантонизирана држава не треба еден народ да се поистоветува со името, веќе тој народ секогаш ќе биде над другите во државата. Само да се докажам, за да го спроведе тоа Заев, треба или да го смени името на државата, или нас да не обезличи онака
тотално до крај. Ја ова тебе зборувате, некои други аналитичари зборуваат, меѓутоа имам чувство дека голем дел од интелектуалците, универзитетски професори молчат на оваа тема. Дали го јас чувствуваат како несериозна идејата на Заев или пак? Не, јас мислам дека е премногу сериозно и да не успее Заев ништо во тоа, со самото тоа што го нафрла, што го отвара тоа прашање е опасно. Значи македонското прашање, видите, еден дел од мојата фела и од историската фела смета дека со создавањето на македонската држава прашањето е затворено. Јас не се согласувам целосно со тоа. Зошто? Бидејќи доколку ви имате отворени прашања со сите соседи, имате отворени прашања внатре во државата, значи прашањето не може да биде затворено. Или доколку е затворено, тоа е толку кревко што при една најмала турбуленција на Балканот, вас веднаш може да ви се отвори македонското прашање. А македонското прашање предизвикува воени регионални конфликти. У контекст на ова и една ваша историска анализа, ако може, околу исто ставот на тоа го кажа Заев, мислам во Берн беше така, во Швајцарија, дека виновни за целата ситуација со соседите се е самата Македонија. Да. Значи, самите македонци биле виновни. Од историски аспект, ако направиме една анализа околу тие отворени прашања, црквата со Србија, не знам, името со Грција, јазикот со Бугарија. Така. Станува збор за вина на македонците или станува збор за историски прашања? Не знам каде ја гледа тука вината, еви историја се го гледаме. Ние во историјата имаме нели една организација која се бори за создавање, сега да не навлегувам сите општи познати работи тоа, за создавање на македонска држава, ослободување на македонскиот народ и создавање на македонска држава. Ние во Грција во истот момент ни се создава една мегали идеја која атакува на територии, има претензии на териториите на Македонија, која патем треба и граѓаните да знаат дека таа се уште не е завршена. Во мегали идејата границата поминува над Битола. Тие рачунаат до ден денеска дека Битола, таа линија која што продолжува до Гевгелија, треба да припадне во грчката држава. Од друга страна имаме Бугарија, која не ни го признава ниту јазикот, ниту идентитетот, која таму имаме се уште будни соништа за така наречена Сан Стефанска Бугарија. Имаме Србија, која имаме се уште радикали кои сонуваат за Јужна Бановина. Имаме Албанија и Косово, кои имаат територијални претензии отворени денеска кон Република Македонија. Каде се наоѓа тука нашата вина, јас не знам. Да сме значи да сме водели ние офанзивна политика кон нашите соседи. Воено да сме били офанзивни поставено. Веројатно вината ја гледа во непопустливоста наша, во смисла да тоа што го бара Грција да го прифатиме. Ако сакам да постојам, а мене некој не ми дозволува, зарем јас сум виновен, јас се борам за да постојам. Тоа е више шизофрено. Значи, соседот не сака да постојам. Јас се бранам за да опстанам на овие простори и дека имам секое право како сите народи на светот и државата моја да постои како сите, дека има сите права како сите држави во Обединетите нации во светот. Значи јас се борам за најосновното човеково право. А соседот тоа не ми го дозволува. Јас не знам тоа кој би бил виновен во таа ситуација. Да се вратиме повторно на она што значи, како го нарекува лидерот на опозицијата, прашања за кои што требало да бидат изедначени правата на граѓаните во Македонија. Мислиш дека имаме ние неизедначени било какви етнички, верски, било какви права во Македонија на представниците? Не знам више кои права ќе се изедначуваат. Ние сме држава која има така наречена позитивна дискриминација. За да влезат не знам какав процент албанци во институциите. Че се направи делавација на кадрите во Македонија. Значи, тој процес функционира, не е стопира. На сметка на квалитетни кадри, би само поради тоа што биле македонци, а се квалитетни ги тргате на страна и вметнувате тотално приучени, сега се извинувам вака, но реално нема создадено до сега кадри, тек сега ги создаваат албанците своите кадри, вметнувате кадри кои не исполнуваат услови само за да исполнат некаков процент во одредена институција. Значи тоа нас не уништи како држава, уште треба, што треба, уште да не дотепа. Ја не знам кои права ни ги уживаат албанците. Нека каже единствен сегмент кои права ни ги уживаат, па да дебатираме околу тоа. Вака иначе воопштено кажано, јас не гледам дека некои права не ги уживаат. Има една чудна ситуација. Во Струмица сакала да влезе бабичката, нели, да каже во продавница или не знам нешто на албански, тоа се правата? Не, тука има една друга
како се вика, замена на тези за кои што веројатно треба да се дебатира и тоа во можеби во круговите и во опозицијата. Веројатно не е проблем прашањето дали некој ако во Гавадарци или во Струмица бара одговор да добие на албански јазик. Проблемот што се случува во Македонија е што, например, во Тетово, Гостивар, ако побараш одговор на македонски, тешко може да добиеш. Нема да добиеш одговор на македонски јазик. Ние тоа не го решаваме. Значи, ние македонците во Тетово и во Гостивар не може да си го оствара своите права на својот мајчин јазик, а сега отвараме прашање во Струмица, албанскиот јазик, каде што има 23 албанци. Или во Кавадарци. Значи, македонците не го живеат целосно своите права. Не ги гледаме учениците во Тетово што им се случува, немаат простор за настава да одржат. Па штрекуваат се, бойкотираат настава. Ако направиме еден пресек, оваа политика која денеска заговара лидерот на Социјалдемократскиот сојуз е некако многу парадоксална, да не речем шизофрена во споредба со политиката која што оваа политичка партија практикуваше 90-тите години, кога ги имавме првите политички затвореници тогаш во Македонија, градоначалниците на Тетово и на Гостивар, кои што потоа беа со доаѓањето на ВМРО ДПМН 98 на власт рехабилитирани и ослободени како политички затвореници. Ако партијата Социјалдемократскиот сојуз 90-тите ги тепаше албанците во Македонија за кои што бара, условно кажано, најде легитимно право да учат на својот мајчин јазик, што се случува меѓу време? Не е малку парадоксална ситуација? Тоа не само што тоа треба да го знаат и албанските нашите сограѓани албанци треба да го знаат, да им биде јасно. Во Македонија секогаш превладува мислењето дека ВМРО ДПМН е онаа националистичка партија која нели тепа албанци, ги протерува, не знам што све прави. Тоа се нели таква слика се создава во јавност. Кога ќе се вратите назад, ќе видите дека за време на ВМРО ДПМН, со сите влади на ВМРО ДПМН, албанците ги добивале сите своји најголеми права, кои им, како секој малцинство или секој етникум кај нас, треба да ги има легитимно во една држава, да се образува на свој мајчин јазик и така натаму, да влезе во институциите на системот. Во СДСМ седат истите луѓе, како што е Фрчковски, например, кој 92 година на Битпазар тепаше албанци за една кутија петарди. Значи, ги потепа сите албанци што беа на Битпазар. Имаше нереди. Истиот тој Фрчковски 97 година за едно знаме поставено во Гостивар, го прати цело МВР, нели тоа што Црвенковски го пратија цело МВР, да тепат и да убиваат албанци низ Гостивар за да симнат само единствено знаме кој можеше една единица кој денеска се заев бара да се вее во Струмица и го носи. Па можеше една единица да го симне, они го пратија цело МВР и војна се направи. И денеска заев го носи на партиските митинги. Денеска заев го носи на партиски трибини. Значи, треба да истото тоа знаме го прати цело Министерство за внатрешни работи да го симнува, само заради тоа што нели имаше девалвација на денарот, да се заташка по медиумите, да не биде тоа случај вест на денот во тој период. И денеска истите тие кадри кои патен подоцна и го кроја нели рамковниот договор, како се менуваат, денеска тие заговараат некаква федерализација на Македонија и поголеми права на албанците. Од друга страна, ВМРО ДПМН до сега не сум, додека биле на власт, да направиле некој таков инцидент, јас не памтам. Па да пратиле некаде полиција 10 години коалицијата на ВМРО ДПМН и на ДУИ, тоа е моје мислење, лично затвори неколку прашања кои што веројатно овој период требаше да се затворат, а не предизвикаа никакви меѓуетнички судири, ниту веројатно поголеми потреси во регионално ниво. Признавањето на Косово, видете, затварањето на хашките случаи, неколку теми кои што признавањето на Косово, значи имаше кај нас народот реакции како видете, ние сме со Србија соседи. И тоа треба да градиме добри односи. Србите не се согласува со тоа, нели имаше протерување некои на амбасадори и слично. Но ние секогаш пред се и над се треба да си гледаме внатре како ние на нас. Но и тоа денеска релациите со Србија се обновени, се обновија релациите со Србија. Значи без никаков конфликт, без никакви судири се затвори прашањето, се призна Косово. Косово е реалност, го гледаме држава.
Не можеме ние да заради пријателство со една држава да влегуваме во конфликт со друга држава. Треба секогаш пред се да си ги гледаме нашите интереси. И признавањето на Косово беше од наш интерес.